Не се плашам од бури, бидејќи учам како да пловам со својот брод. Есхил. Ајде, тишина, почнува часот, клупите под конец. Искртаат клупите. Али така прва случка што ми се деши беше вториот учебен ден од прва година. Цибона беше во финалето 2 години поред. Едната година се погоди се играше вторник или среда, некој таков работен ден, а ние бевме на училиште. И како да го гледаме над преварот. Кога ја имав тренинг во Сабај, значи успев да избегам уште тогаш од часови на вториот учебен ден. Имавме еден другар од нашиот клас кој што живееше близу до училиштето. Без причина воопшто бевме поделени, машки седевме на крај на училницата. Така што за време на еден одмор отидовме таму и кошарката не понес. Не знам како така сакавме да ga ламиме, сакавме да му абетиме многу, бевме такви пргави поприлично многу. Се така да останавме малце подолго, меѓутоа не зажаливме бидејќи навистина беше уживање да се гледа тогашната екипа на Цибона и Дражан Петрович. I let some air come in the window. It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio. Целта на образованието е да се замени празниот мозок со отворен. Малколм Форбс. Тоа беше екскурзија, мислам имавме во Десарет во Охрид. Врска немаше дека нешто бегавме од девојчињата, супер си беа девојчињата. А нешто што нема да го забораваме, имавме училишно радио. Каде што бевме на ручек или на вечер, са точно не се сеќавам И тоа радио беше во канцеларијата до канцеларијата на директорката. Како што поминав да седнам на мојата маса, земав едно топче грозје и фрлив по еден другар. Знам дека се затворивме и најјако што можевме пуштивме на разглас музика која што знаевме дека многу почитувана, сега веќе покојна директорка Снежана Петровска нема да ја одобреше, но ние се заклучивме. Не знаеше дека сум јас, фрли по тој другиот позади мене. Ја пуштивме и сигурно некои 15 минути одеше таа програма. Сите беа многу весели, излегува од училница, вика е. Тој виде кој е, тој на трет удри и за 10 секунди цело школа се гаѓаше со тањери, цистураше со вода. Имавме секогаш интересни довикувања, интересни случаи. И од друга страна по тоа им се допаѓаше на професорија, бидејќи не бевме некои такви кривинаши, значи знаевме и да се научиме кога треба, ама едноставно не знам, сакавме некоја слобода да се смееме. И баш во тој простор помеѓу спортската сала и големата врата, ја викавме, тука се одвива, би рекла, сите настани воншколски, вонучилишни. Значи ми текно е на една слика, не викам дека ми било супер досадно, ама предлагам да ставите некои поучни мисли таму лево. И второ, покрај учењето битни се комуникациите, контактите кои во тоа време се прати, кои некои трајат цел живот, повторно и службено и приватно. Пред повеќе од 20 години, кога се запишував во Васил Антевски дрен, тогашно Борис Кидрич, тоа важеше за училиште кое што имаше навистина високо реноме. Тоа што мене трајно ќе ме подсетува или постојано се навраќам на тоа е учеството во драмската секција на училиштето. За и кога ќе сака да побегне со внимание објектот кој го школувате, да дзирне и да прочита нешто умно и паметно. Може би гледате судбинската улога, да првата улога која што сум ја одиграл во животот на отворена сцена биде адвокатот Ивковиќ од народен пратеник на Бранислав Нушич. Тоа што го учи треба да го учи за себе. Тоа што јас го имам научено, сум го научила за себе. Не можам да учам никого ништо. Можам само да те натерам да мислиш. Сократ. Моето училиште Васил Антевски дрен многу ми помогна во мојата изградба на мојата кариера и се она што сум постигнала во мојот живот. Покрај учењето многу се дружевме, многу излегувавме заедно. Имавме многу супер друштво во клас. Така што до ден денеска тие контакти ги одржувам и мислам дека најважно од се
сето на пријателство што го стекнав тој период од мојот живот. Елитно училиште, едно од најдобрите во Македонија. Самата образовна институција по себе си е бренд беше и остана и така ќе видите, сум уверен, нема дискусија. И беше привилегија да се биде дел од тоа училиште. Васил Антевски Дрен во тоа време важеше за едно од најдобрите средни училишта во Скопје. Случајно се деси да јас сум и прва генерација, односно сите што идевме тогаш, прва генерација која почна да учи во новата училишна зграда. И навистина знаењето што го стекнав таму прво многу ми помогна, потоа и ми олесни работата на факултетот, а секако дека голем дел од тие знаења остана и во иднина. Печат во мојот живот, секако дека тие школски денови остана кај мене. Најбитно е да си го направи човек кифот, духовниот киф. Значи најнапред би сакал да го честитам јубилејот 100 години на средното училиште Васил Антевски Дрен. Кога учев во Васил Антевски Дрен, важеше за едно од подобрите училишта во Скопје и среќен сум што таа репутација е задржава до денеска. Уште на самиот почеток на мојот мандат. Пред се социјалниот момент, социјалниот круг кој што таму постоеше. Да имам ваков јубилеј. И во рамките на моите соученици, и во рамките на професорите. Во самата општина 100 години постоење на ова реномирано училиште е навистина късмет. Целокупниот склоп даваше една добра основа да може квалитетно да се надградуваме сите ние. Васил Антевски Дрен, тогашен Борис Кидрич, ја определило мојата кариера. Што учевме таму, што учат и сега и идните ученици кои што ќе влезат во клупите на Дрен. И многу интересно е тоа што додека учевме и работевме паралелно. Држевме диска дека повеќе. Тоа средно училиште ми остави голем впечаток. Професорите се таму супер. Доколку ученикот знае во која општествена сфера ќе сака да се развива и да се надградува во животот и да екзистира од истата, добро е уште од самиот почеток да се фокусира кон тие предмети. И навистина сум горд како градоначалник на градот Скопје, во кој што има едно училиште со вака долга 100-годишна традиција. А оваа традиција значи дека ово училиште има голем квалитет. Корените на образованието се горчливи, но нивните плодови се сладки. Аристотел. Првите часови ми беа најтешки, бидејќи ми се спиеше многу, така да случајно на првиот час кој професорот по математика заспав. Моето време, значи генерацијата 89-93 беше престиж да се запишеме во тогашно Борис Кидрич, сегашно Васил Антевски Дрен. Целиот тој период ми буди позитивни чувства, едноставно се насмевнувам кога ќе ми го спомнат Борис Кидрич. Тој беше добар стручњак, но не беше за него својствено да вика по учениците, така да одеднаш свика и сите настана тишина во класот. Бевме генерација која што имаше многу млади професори. Тоа беше, би рекла, една позитивна страна. Тие беа секогаш ведри, насмеани и убави. И сите очекува дека ќе вика по учениците зашто зборат на час, но тој рече едноставно тишина, нели гледате дека не дев спие. Кога и секогаш кога ќе поминам од таму, од Кисела вода, каде што се наоѓа училиштето, посебно емотивно реагирам. Екскурзијата низ тогашната држава, низ поранешна Југославија, неколку специфики имаше. Значи сите одеа на крај на 4-та година, ние отидовме на почеток на 3-та, сите одеа со автобус, ние отидовме со авион. Сите идеа по повеќе места, ние во главном бевме на островот Брач. Впрочем, во овие изминати 100 години сигурно допринеле да ово училиште стане едно од поквалитетните или најквалитетните училишта во градот Скопје и во Република Македонија. Можам да кажам дека благодарение тоа што учев во Васил Антевски Дрен, јас бев во правниот смер во последниот клас во 12-ка. Стекнав добри другарства, ме научи како во понатамошниот живот да се однесувам. Уште тогаш беше разговорот каде учиш во Борис Кидрич, значи вие таму учите здраво. Таа последна генерација 1991 година, која што замина на екскурзија во просторите на поранешна Југославија, поточно на Јадранско море. Како најинтересна случка ми беше прославата на матурската вечер, бидејќи не беше класична прослава на матурска вечер. Токму, нели, мојата сопруга Благица е од средната школа, заедно учевме
во исти клас. И бевме во градот Сплит. Во исти ден се погоди надпреварот помеѓу Хајдук и Партизан. Ние бевме со автобуси и се најдовме така на една средишна како умпрофор гранична линија помеѓу навивачите на Хајдук и на Партизан. И така беше еден страф кај нас како деца затоа што се уште немавме видено такви настави. А гитаристот денешен на Супер Хикс во тоа време во единицата во економските класови. Ние како генерација бевме во Охрид и самиот чин со тоа што сами се шминкавме, сами си правевме фризури, значи сами си се спремавме за матурската вечер, ми остави најголем впечаток. А од оној младелачки живот навистина имаше едно кафуле до кафичот, пер се викаше, така што во паузите, некогаш во бегањето од часовите, седевме таму во тоа кафуле. Посебно можам да кажам дека беше голем придонесот во сметководството и финансиите. И некаков чуден спој се случи ете тогаш и благодарение на тоа познанство денеска постои овој бенд што се вика Супер Хикс. Како потврда за квалитетот кој што го има во училиште и големиот број на личности кои што завршиле во училиште. Убавата страна на учењето е дека никој не може да ти го одземе. Be king. Треба да го научат школата на улицата, ке користи во животот. Вака кога разговараме за тие времења, најмногу ми текнува на дружењето со учениците од мојот клас и мојата генерација, но и со сите други ученици во училиштето. Борис Кидрич денеска Васил Антевски дрен, во поглед на она што значеше квалитет на образованието, има исклучително големо влијание во она што денеска го остварувам како позиција. Основи, кога во времето кога ние се запишувавме, имаше приемен испит на факултетот, сите што бевме од Борис Кидрич имавме високи резултати и бевме високо котирани на листите и од моја генерација има доста што станавме како наставници на правниот факултет. Секој човек треба да се образува до својот последен здив, а Зеглио сакале топол оброк учениците и ги си носеа решуа, пржеа, јајца. Тогаш имаше оние готови јадења 29 ноември и мириса целата училница на припремена храна, па доаѓаат професорите, па некои се бунат, некои не се бунат. Се сеќавам дека бев една од оние кои што го восстановивме тоа училишно радио и имавме многу убави моменти. 4 прекрасни години на кои што многу често и самиот знам да се навратам во мислите. Имаше многу интересни работи, кои што многу ми користе и понатаму кариерен развиток, професионален развиток, но и развиток како човек, како индивидуа. Дури и на шега кога ќе поразговараме со некои од соучениците, велиме дека спремни сме се да дадеме само да се вратиме во средно училиште. Со дел од учениците кои што заедно ги поминувавме школските денови, организиравме модна ревија. Тоа беше вака еден хит, најдена возбуда, се сеќавам на него многу позитивно, поради многу причини и поради многу карактеристики што произлегува од него. Секој може да кормилари на бродот кога морето е мирно. Сириус. Од денешна перспектива, кога анализирам, не дека триаголникот и лосчето што ги учевме по како се расклопува машината за куцање беше нешто кое што многу ни помогна, но фактот дека тогаш учевме да куцаме со 10 прсти на машините, од друга страна денеска ни помага во работењето на компјутер пошто е истата тастатура. Мислам дека имаше голем удел на на моето образование и на моето изградба како здрава личност. Заедничките моменти поминати на одморите помеѓу часовите. Ги спроведувавме како дел и тогаш и сега, да речем, љубовта кон уметноста постоела кај мене и ден денеска исто. Покрај таа, да речем, представа која што говорите, се сеќавам дека работевме на уште една која што беше поврзана со Сократ. Би им посакал на сите да ги поминат деновите во Васил Антевски дрен, веќе тоа беше и остана едно од најубавите училишта во градот Скопје.
Самата цел на образованието е да ги претвори огледалата во прозорци, ситни. I'll let some air come in the window. It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know.